Во последниве 20 години Македонија заминуваат перманентно млади кадри. Не толку платата, колку што амбиентот на работа и побрзото унапредување во кариерата ги принудува младите да ја напуштат земјата. Најчесто младите кадри се од секторот IT. Зошто машински инженери, програмери, информатичари ја напуштаат земјата? Ја прашува мојата соговорничка Анета Антова Пешева, која е председател на управниот одбор на МАСТ. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за тоа што правите прилог и се интересирате за нашиот сектор. А вашата анализа дека младите инженери си одат, можам да кажам дека е точна до некое ниво, но сепак уште е полоша ситуацијата во IT секторот. Знаете, ние студентите кои што студираат на нашите факултети за информатика и телекомуникации, кога завршуваат, дури пред да завршат последните неколку години од студирањето, веднаш наоѓаат работа. Проблемот се јавува подоцна. Тие стекнуваат големи искуства во IT компаниите во кои што се запослуваат, бидејќи таму се вршат обуки, ние ги лиценцираме, плаќаме за нивните сертификати, така да имаме ние голем проблем после 4-5 години, кога тие веќе стануваат сериозни инженери, значи сениор програмерите, и веќе како готов производ го даваме на странските држави. Според одредени анализи, веднаш после дипломирањето, за релативно кратко време наоѓаат работа, но после година дена размислуваат да ја напуштат земјата. Па јас не би рекла после година дена, јас мислам дека е тоа после 4-5 години. Значи, тие за да добијат подобра позиција во странските држави, тие мора да имаат одредени обуки, да влезат во некакви проблематики, сериозни, така да ние скоро и да вршиме дошколување на инженерите кои што излегуваат од нашите универзитети. Проблемот се јавува највеќе откако тие веќе се изградени и значи се веќе во повисоките категории на инженери во компаниите. Знаете, во IT секторот, без одредени сертификати, без разлика колку сте биле вие добар студент и без да имате experience, без да имате значи работа со бази на податоци, многу е тешко веднаш од студии да почнете да работите сериозна работа. Така да проблемот кај нас во IT компаниите се јавува и недостатокот на инженери е фактички сениор програмерите. Дали се соочувате со дефицитарен кадар? Дефицитарен кадар да, али ви кажувам на поискусните инженери. Инаку, ако земеме со бројки, ќе ви кажам дека еве минатата година на Финки се имаат запишано 1080 студенти во IT секторот. Тоа значи дека е скоро 5 пати од пред неколку години зголемен бројот на студенти. Пешева, машинските инженери, програмерите се релативно добро платени во Македонија, не се под 1000-2000 евра. Што е оно што странство им нуди, а не можеме ние да им го пружиме за да ги задржиме тука? Сакам да ви кажам дека просекот во IT индустријата е 1600 евра во октомври месец, бруто. Во Германија е 4000 евра. Ако споредите со квадрат на стан во Македонија и во Германија, тогаш ќе видите дека во Германија се многу малку платени. Но проблемот не е само до платите, апсолутно. Проблемот, знаете, ние во последните години имаме ерозија на вредносниот систем во државата. И тоа е тоа што ги тера младите не само од IT секторот, него и од другите сектори. Според достапни анализи, речиси 30% од високообразованите лица живеат во странство, над 85% од младите пред завршување на студиите размислуваат иднината да ја бараат во странство.
Да, веројатно ви се точни статистиките. Знаете, има и една друга страна на тој проблем. Мислам дека иселувањето и размислување за иселување малку стана и мода. Камо да можат сите млади да одат едно 3-4 години надвор за да ја видат состојбата како таму се живее. Бидејќи мислам не многу се зборува на таа тема дека нашите млади луѓе кои што одат таму им цветаат рози. Тоа е еден сега како да кажам еден тренд кој што и сите ние, и родителите, и медиумите, сите некако мислиме дека таму е нешто подобро. Но сепак имаме ние и други примери, многу позитивни. Еве јас ќе ви го кажам овој пример кој што го знам лично, а веројатно има такви и многу повеќе. Во нашиот управен одбор на МАСИТ, 9 члена тој е составен. Знаете, 2 се млади луѓе кои што се вратени од странство. Едниот работел во Германија 7 години, другиот повеќе години во Австралија со неговата фамилија. И тие се вратени овдека во државата и водат многу успешни бизниси и тоа за извоз. Така да се повеќе и повеќе ако се створат услови такви, младите ќе почнат да се враќаат во државата. Особено од IT секторот. IT секторот, знаете, извозот минатата година по податоците на Народна банка бил 160,8 милиони евра. Знаете, тоа као никој да не го знае. Без никакви субвенции, без нашата индустрија воопшто да не е позната помеѓу факторите во државава. Извозот во нашата индустрија се не познава граници, нема камиони тука, не чекате на граница. Значи, тоа е една од најзелените индустрии кои што и во нашава држава може да се работи, а да се наплаќа во странство. Мислам да се работи проекти за странство. Ако тоа го разбереме и ако разбереме дека државата треба да направи олеснувања, особено во даночниот систем за IT секторот, мислам дека проблемот ќе може да се реши. Имате набиено голема километража во приватниот сектор, водите успешна приватна компанија. Доколку денес, дали денес би започнале повторно со свој собствен бизнис во ваков амбиент? Да ви кажам, пред 30 години кога јас сопругот и партнерите почнувавме, тоа беше како еден експеримент. Беше многу тешко. Ние учевме на нашите грешки. Тогаш немаше вакви тренинзи, не знам, експерти кои што од каде што ќе може нешто да научите и да знаете што правите. Тоа беше така еден тунел, влеговме и не знаевме каде ќе стигнеме. Денес е многу полесно. Денес, значи, сите зборуваат за предприемаштво, сите, значи, фокус е ставен на таа работа и сигурно повторно би почнала. Мислам и од оваа перспектива. Јас, да ви кажам, не можам да се замислам во државна администрација. Пеша, бизнес едницата постојано се жали од недостиг на работна сила. Барате начин како да ги задржите кадрите. Вашите 2 деца живеат во странство. Кој ќе го наследи бизнисот на Пешеви и како ќе ги убедите ќерката и синот да се вратат во земјата, ако тие не ја гледаат перспективата во Македонија? А дали не мислите дека мојава борба е и моја лична борба за моето семејство? Знаете, јас кога влегов во МАСИТ и кога се соочив со тоа и се соочувам секојдневно во мојата фирма со луѓе кои што одат во странство, навистина мене ме погодува тоа што моите деца се во странство. Но мојата ќерка е 26 години, она е различно од мојот син, бидејќи мојот син е 20 години, уште тој студира и за него не се знае дал тој ќе остане или не.
Али ќе ви го кажам примерот на мојата ќерка. Она заврши во странство, во Англија универзитет, потоа магистрираше на University of Toronto и немаше намера да остане таму. Знаете, после 3 дена од незината диплома, владата на Канада ја повика да работи во Министерството за екологија. И веднаш и дадоа позиција на Senior Policy Advisor, тоа е виш советник во Министерството за екологија, бидејќи тоа и заврши. Универзитетот ја препорачал. Значи, тоа е она што ние треба да го разбереме. Дека државата треба и кај нас да почне да ги чува и да ги бара и да може да работи со квалитетните кадри. Таму не прашуваат ни која партија сте, ни кои ви се родители, и тоа е малце проблем. Синот студира Artificial Intelligence, сега тоа е многу модерно, на престижен универзитет, и јас се надевам дека тој ќе се врати, бидејќи таа негова професија е пофлексибилна за работа и од дома. Но сепак, мојата борба за промена на системот, за промена на многу сфери во државава е, меѓу другото, и лична. Јас би сакала моите деца да се вратат овде, бидејќи таму не цветаат рози. Јас знам како живеат моите деца и иако се добро платени, добро се, дома си е дома. Не е тоа среќата да сте толку многу далеку од домот, од кај што сте се родиле. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Следете разговор со Анета Антова Пешева, председател на управниот одбор на МАСТ. Продолжуваме понатаму.